Притисокот на јавноста и објавените детали за фирмата, основана пред само 4 месеци, единствена која аплицирала за централизирана набавка на апарати и реагенси за лабораториите за испитување на крв во јавните здравствени установи, го натера министерот Филипче да го стопира спорниот тендер вреден 36 милиони евра. Според министерот, причината за стопирање на тендерската постапка се детектирани недостатоци во документацијата, а не притисоците на кои што е изложен деновиве. Значи, притисок апсолутно немаше, се увиде дека има пропуст во документацијата, но во исто време, ќе повторам, сметаме дека е некоректно и дека дополнително раѓа сомнеш кога има само еден понудувач во оваа тендерска постапка. Постапката беше целосно отворена. Во секој момент може да присуствуваат сите заинтересирани во секоја фаза на истата. И ние така ќе продолжиме да работиме. Впрочем, тоа го правиме со сите тековни други постапки за набавка на материјали, опрема и така натаму во ова министерство. Министерот Филипче не достави увид во понудата, ниту покажа анализа за заштедата и издржливоста на овој тендер. Не е познато кој е правел спецификацијата, која се разликува од сите претходни, а поради неа неколку фирми поднесоа приговор, бидејќи не можеле да конкурираат. Со тендерот, процесот за биохемиски анализи треба да се централизира во 12 лаборатории, па наместо самите болници да набавуваат реагенси, сега таа обврска ќе ја преземе министерството. За сето ова да стане реалност, беше распишан тендер, кој е оценет како скандалозен, откако беше откриено дека на него како подизведувач е пријавена ново формирана Ахрлаб, регистрирана на адреса на повеќе познати скопски адвокати, а основана во април годинава, кога во јавноста се дозна дека ќе има централизација на лабораториите.